Разрешувањето на специјалниот јавен обвинител подразбира и згаснување на специјалното јавно обвинителство. Ние знаеме дека специјалниот обвинител со овластувањето со тоа работат и другите обвинители во СЈО. Јас ќе ви го прочитам образложението на владата во однос на новиот предлог закон за јавно обвинителство, кој се поврзува со идејата на владата специјалното јавно обвинителство да се преточи во јавно обвинителство и да видиме дека некаде сме го изгубиле патот, дека некаде сме изгубиле целта или некаде сме ја изгубиле целта што сме ја имале сите ние. Ке го прочитам образложението на законот. Во кривичните истраги на јавното обвинителство во целина, особено на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, во случај со висок политички предзнак, поради инволвираност на носители на високи политички функции на државата, придонесе за формирање на посебно обвинителство. Јавно обвинителство, да не го прочитам порано. Значи, ова образложение, ова образложение беше и кога го донесовме законот за специјално јавно обвинителство. Дали се мотивите исти и денес? Создавањето на специјалното обвинителство и целта беше борбата против политичари од висок профил кои се инволвирани во кривични дела. Дали оваа цел е остварена? Сигурно дека не е остварена таа цел. Самата денешна расправа околу разрешување на специјалниот обвинител, за кој немам дилеми дека треба да се разреши, јас мислам дека треба да се разреши поради сето тоа што сме информирани како јавност и претеници, иако и за неа важи презумцијата на невиност, не доведе во ова дереже денес да ја менуваме целта што треба да ја имаме и да се занимаваме со едно прашање за кое требаше да биде само процедурално прашање. Дали е изменето нешто со правниот систем кај нас? Дали е изменето нешто во како пофункционален правен систем? Не, ништо не е сменето. Ова образложение што ви го прочитав, кое беше и за создавањето на специјалното јавно обвинителство, важи се уште. Ние имаме се уште проблеми со правниот систем. Не само тоа го констатираме ние, туку ова го констатират и меѓународни релевантни институции дека имаме проблеми. И ние не правиме ништо, туку едноставно го затвараме една институција за која сме имале и разлики. Имало и поддржувачи на СЈО, но имаше и противници. Но според моје мислење, двете страни ја погреба ова институција и ја погреба и надежта на граѓаните дека во Република Македонија ќе се воспостави правен систем кој ќе важи подеднакво за сите граѓани, а не како што беше во законот за специјално јавно обвинителство во членот 22, кога при што некои се привилегирани, а некои други не се привилегирани. Погребувањето на СЈО го гледам од еден друг сегмент. Има одредени групи на личности од политички партии кои сигурно денес и вечерва ќе слават. Не се работи дали ќе функционира СЈО, туку се работи за тоа дали ќе се справиме како што треба со сите меканизми правни, криминалот и корупцијата во нашава земја. Како што се гледа, и актуелнава влада нема изразено посебна волја и капацитети борбата против криминалот и корупцијата да биде на соодветно ниво. Затоа и денес расправаме за разрешување на специјалниот јавен обвинител, но истовремено и згаснување на ова специјално обвинителство. Но дали имаме решени, дали имаме алтернативи пред граѓаните, можеме да излеземе да кажеме дека да, ви нудиме платформа и предлог закони, со што ќе кажеме дека нудиме правен систем кој ќе биде транспарентен, функционален и правичен. И ќе биде
во прилог на граѓаните и да ги исполниме стандардите кои меѓународните институции ги бараат од нас. Што имаме позадина со СЈО? Затоа што имаше одредени ангажмани во одредени предмети, но да не заборавам дека СЈО имаше селективен пристап кон одредени предмети и личности и политичари, во зависност од нивната провиниенција, од каде доаѓаат. Имаше поинаков пристап кон опозицијата и поинаков пристап во однос на власта. Правниот систем не треба да има селективен пристап. Станува збор за лице кои се внатре во владата инволвирани во криминал и корупција, или станува збор за поранешни функционери кои некогаш биле на власта, денес се во опозиција. Правниот систем треба да да биде правилен за сите, а ние сме увидели дека во оваа насока имаше селективен пристап од страна на правните институции.